Македонската ракометна селекција денеска го игра првиот меч од светското првенство во Катар, во кој ќе се обиде да ја прекине лошата традиција против селекцијата на Тунис. До сега Македонија против оваа африканска земја има одиграно 2 надпревари во кои тунижаните славеа победи. Вчера со дуелот меѓу домаќинот Катар и Бразил официјално беше отворено 24-тото светско ракометно првенство. Премиерот Никола Груевски во Индија оствари повеќе политичко-економски средби околу зголемувањето на соработката и унапредувањето на односите меѓу двете држави. На средбите се представени и можностите за инвестирање во Македонија. Во Џајпур, на средбата со премиерката на Раџастан, е истакнато дека Македонија има огромен потенцијал за економска соработка. Денеска македонската владина делегација ќе ги презентира можностите за инвестирање на бизнис форум во Џајпур. Американскиот амбасадор Пол Волерс предизвика метеж во Грција со тоа што уште еднаш нашата земја ја нарече Македонија. Грчките информативни портали ја пренесуваат вчерашната изјава на Волерс во која истакна дека и сад се вознемирени и сакаат Македонија да биде во НАТО уште вчера. Зборовите на американскиот амбасадор во Грција се толкуваат дека тој рекол оти сад веруваат дека новата грчка влада ќе се повлече и ќе помогне Македонија да влезе во НАТО. Македонија е заинтересирана да биде дел од проектот за изградба на пругата од пристаништето во Пиреа до Будимпешта, истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски на средба со кинеската делегација предводена од заменик министерот за национален развој, заменик генералниот директор на кинеската железничка корпорација и подпредседателот на кинеската Ексим банка. Двете страни изразиле согласност да биде изработена физибилити студија за трасата каде би поминувала пругата и за цената на проектот, пошто би следувала втора фаза која би се однесувала на утврдување на моделите за финансирање на проектот. Францускиот министер за надворешни работи Лоран Фабиус му се заблагодари на шефот на македонската дипломатија Никола Поповски за пораката со поддршка и солидарност упатена по повод минатонеделните терористички акти во Париз и нападот на весникот Шарли Ебдо. Терористичкиот напад врз весникот ја погоди Франција во срце. Во име на француската влада и народ, сакав да ви изразам искрена благодарност за силната порака на поддршка и солидарност која во овие трагични околности и ја упативте на Франција, вели Фабиус во пораката на благодарност упатена до Македонија. Двајцата ликвидирани џихадисти во синокешната акција на белгиската полиција во градот Вервие биле откриени само неколку часа пред да почнат да креваат во воздух полициски станици и да напаѓаат полицајци, наведуваат истражните органи од Белгија. Вчера вечер 2 лица беа убиени, а уште едно лице е повредено и уапсено во оваа антитерористичка акција на белгиските власти. Целта на операцијата биле поединци кои тукушто се вратиле од Сирија и биле долго време следени. Изутрината пак, според информации на француската полиција, 12 лица се уапсени во неколку градови на Франција. Тие се осомничени дека биле логистика на браќата Куаши кои ги извршија терористичките напади минатата недела.